Пеглите по дух, зашто нивно е царството небесно. Блажени се оние што плачат, зашто тие ќе се утешат. Блажени се милостивите, зашто тие се помилувани. Блажени се чистите по срце, зашто тие ќе го видат Бог. Зашто тие синови Божи се. Блажени сте кога ќе ве гонат и прогонат заради мене. Блажени се кротките по дух, тие ќе ја наследат земјата. Блажени се гладните за правда, зашто тие ќе се наситат. Татко мој, кој си на небесата, да се свети името Твое, да дојде царството Твое, да биде волјата Твоја, како на небото, така и на земјата. Лебот наш насушен дај ни го и денес, и простини ги долговите наши, како што и ние им ги проштеваме на нашите должници, и не воведи во искушение, но избави не од лукавиот, зашто Твое е царството и силата и славата во сите векови и во векови. Амин. Царството е Негово и Господ вели, но наскоро ќе дојдам кај вас. 1 Коринтијаните апостол Павле, 4 глава, 20 стих и 19. Но наскоро ќе дојдам кај вас, ако сака Господ. Ќе ги познаам не зборовите, така вели апостол Павле, туку силата на оние што се возгордеале. Некои се возгордеа, како да не ќе дојдам кај вас, а ние знаеме дека гордоста е грев. Гордоста покажува дека не слушаш никого, се знаеш самиот. Горди сме на едно, горди сме на друго и на крајот ќе видите дека немате на што да се гордеете. Зашто царството Божјо не е во зборови, туку во сила. Што сакате, вели апостолот Павле, со стап да дојдам кај вас или со љубов и кроток дух, а тој суштински зборува. Низ него зборува Таткото Небесен Исус Христос. 5 глава, 1 Коринтијаните, од секаде се слуша дека има блудство кај вас. И тоа какво што нема дури ни кај незнабожците. Блудство не подразбира само телесно, прељуба подразбира кога ќе го изневериш Христос заради собствена полза, заради си поверувал во Исус па си го изневерил. Каде има блудство, односно дека некој, и сега тој зборува метафорично, дека некој држи таткова жена, а вие уште се гордеете место да плачете. Нека се исфрли од вашата средина оној што го направил тоа. Блудство беше познато во Вавилон, затоа се вика блудство, вавилонство. Дури за еден цел континент во една македонска песна се вели блудница вавилонска, а блудство имаше и во Содома и Гомора, каде што Господ го уништи, им фрли оган од небесата, кога сакаа да ги силуваат ангелите што дојдоа на гости кај праведниот Лот. И ги претвори во солено море, а ги претвори во сол. Јас пак, иако со телото не сум, се тој зборува за некој, за метафорично блудство,
дека некој ја држи татковата жена, инаку во Стариот Завет е пишано, секој што ќе легне со жената на таткото свој, проклет да е. А ние денес ке гледаме што се случува во тоа блудство, посебно сатаната се обидува во сите европски земји да го наметне, еднополови бракови, педофилија, измешана сексуалност, во Библијата е добро пишано дека тоа е проклетство од Бог. Ке ви ги измешам половите. Кога немаш непослушност кон Бог, тоа е казна за гордоста. Казна за гордоста, а тие прават парада на гордоста. Јас пак, апостолот Павле, иако со телото не сум кај вас, а само со духот, веќе го осудив како да сум веѓувас оној што го направил тоа. Оној што ја земал татковата жена. Односно мајката своја условно, ако го родила. Значи ние зборуваме со телото не е присутен, со духот е присутен. И на друго место вели, иако со телото не сум кај вас, со духот сум со вас. Тоа е суштината на христијанството, Бог да живее во вас, присутност на Бог во вас. Ќе видите понатаму што пишува. Вие сте храм на Светиот Дух, нели? И Божиот Дух живее во вас. Во името на нашиот Господ Исус Христос, кога ќе се соберете вие и мојот дух, апостолот Павле не е неговиот, него Божиот, со силата на нашиот Господ Исус Христос, да го предадете на сатаната, тој што сгрешил, за погубување на неговото тело, та духот негов да биде спасен во денот на нашиот Господ Исус Христос. На неколку места го има тоа дека му го предаваме телото на сатаната за духот кој ќе дојде судот да не греши, да може да се спаси, да се покае. Тоа покажува дека телото не е наше, а ние ги задоволуваме желбите на телото, дека телото е неколку места е пишано во Библијата, телото е од земја и во земја ќе се врати, а душата оди на суд кај Бог, односно, ако вие доволно се очистите во љубовта, нели секој што ја има таа, секој е праведник, ако го знаете дека Бог е праведник, Христос, Исус е праведник и вие ќе треба се стремите кон тоа да се очистите и да можете да пребивате еден ден во Божиото царство, во Божиото присуство во дух. Значи телото останува секако, значи телото му биде предадено на сатаната за тој што сгрешил и да биде спасен, а та духот негов, односно душата, односно духот е самиот живот негов, да биде спасен. Во душата е вдахнат дух Господов. И му вдахна во душата дух Господов и човекот стана жива душа во битие создавање на светот. Значи, телото му го предаваат на сатаната, а душата чека моментот на второто Христово пришествие на суд, односно дали ние го разбираме тоа од земнев аспект. Моите мисли не се ваши мисли, вели Господ. Каде оди понатаму човекот? Затоа на едно место во Коринтијаните е напишано има тело душевно и тело духовно. Значи, душевното тело е ова што го имате вие сега, тоа не е ваше, тоа останува во земјата секако, ништо не можете да земете, а духовно тело добивате и одите на суд, односно одите во повторен циклус во огнено езеро. Дали сте го прифатили Исус и да живееле по телата на љубовта? Вашето фалење не е на добро. Не знаете ли дека малку квас го подкасува целото тело? Апостол Павле, упаста од нашиот Господ Исус Христос. Фалење се фалите со едно, се фалите со друго. Затоа исчистете го стариот квас, да бидете ново тесто, како што сте бесквасни, зашто Христос, паската ваша, наша, беше жртвувана и за нас, 5 глава, 1 Коринтијаните, па да празнуваме не со стар квас, ниту со квас од злоба и лукавство, туку со пресни левови во чистота и вистина. Тој зборува за очистување, затоа ни е потребна сила, значи со стап да дојдем кај вас, или со љубов и кроток дух и Божјата љубов, да се облечеме во Божјата љубов и да го врвиме патот на Исус Христос, кој не даден како образец за христијанин, да се стане од син човечки, сатанска природа, во син Божји. Ви пиша во писмото свое, вели апостолот Павле, да не се мешате со луѓе што блудствуваат. Да не се мешате со луѓе што блудствуваат, но не воопшто. Пазете сега. Некој го примил Христа и продолжил да блудствува. Лицемерие. Видете, ќе видите дали некој живее по Христос по делата на љубовта, дали тој ги љуби сите, дали им простува на сите. Дали бесплатно добивте, бесплатно давајте, функционира тој принцип. Дали се случуваат чуда ако Духот Божи пребива во вас на исцелување и така натаму.
Значи да не се мешате со луѓе што блудствуваат, за кој блуд зборува, не е само за тој што ја држи татковата жена, тој е телесен блуд. Секако, еднополово, бракови, LGBT, тоа е сатанско. Тоа го знае црквата, зашто молчи големата црква. Тие ќе одговарат пред Бог еден ден. Но не и воопшто да не се мешате со блудниците од овој свет, или со користолюбци, или со грабачи, идолопоклоници, некој сам себе си идолопоклонува на цркви каде што пасторот е возинат како да е Бог. Никој не сме ништо да каже, никој не сме ништо да рече. Контрола, строга контрола со кого си бил, како си бил. Така наречени цркви манипулатори, во кои влегува духот на Антихристот. Зашто инаку би требало да излезете од овој свет. Значи тој не вели да не се мешате, зашто Исус дојде да ги исцелам болните, скрушените по срце. Треба да им сведочите, но не да живеете како нив, да сведочите со делата на љубовта. Но сега ви пишувам да не се дружите со оној кој нарекувајќи се брат, да не се дружите со оној кој нарекувајќи се брат си останува блудник или користолюбец, наплаќа пари, или идолопоклоник, сам себе си идолопоклон. Тој е првиот греф. Ќе видите како богови, или хулач, ги напаѓаш сите оние што не мислат како тебе, им намекнуваш чувствена вина, ги бркаш од црквата. Он зборува за луѓе во црквата. Или пијаница, или грабач, со таков дури да не јадете. Ете, кој ќе, зато тој вели да не се возгордеете, да не се фалите, некои се возгордеа како да не ќе дојдам кај вас. Тој го зборува во името на Исус. Вашето фалење не е на добро да се фалите, ние сме најдобри, ние сме најдобра црква, ние исцелуваме, ние најдобар пастор имаме. Тука нешто не е во ред. И понатаму, значи оној кој нарекувајќи си брат, си останал блудник, користолюбивец, идолопоклоник, хулник, пијаница, гравач, со таков дури да не јадете. Затоа дали треба јас, апостолот Павле вели да ги осудам надворешните. Надворешните, нели вие сами во црквата ги судите внатрешните. Надворешните пак ќе ги суди Бог, а вие isврлете го лошиот меѓу вас. Значи човек што греши, озборува, лаже, блудствување, телесно, душевно, љубомора, завист, љубов кон пари. Дали некој од вас кога има спор против друг би се осмелил да се суди пред неправедни, а не пред свети? Добро е пишано дека христијани не би требало да се судат во световен суд, туку треба сами да го решат проблемот. Не знаете ли дека светиите, царско свештенство, вие сте род избран, едно место вели Абава и Исус за нас, вие сте род избран, царско свештенство, што преминавте од темнина во светлина. Не знаете ли дека светиите ќе го судат светот? Ако пак вие го судите светот, ќе го судите, не сте ли достојни да пресудите меѓу себе, да не водите на суд? Има некои цркви се тужат меѓу себе, па некои цркви сака да туѓат верници зашто пишувале книги. Ја кажувале вистината, а Господ им рекол да пишуваат. И потоа ќе ви рече Господ, зашто го осудивте мојот слуга? Јас нема му кажам да пишува. Не знаете ли дека ангели ќе судиме, а не пак она секојдневното? Секако дека ќе судиме ангели, ние сме паднати ангели. Сатанска природа, се што е паднато на земјата е материализиран дух, отргнат од светлината. И тука сме само затоа сме тука на земјата, во свесна состојба да станеме луѓе и да го избереме Исус Христос и да се вратиме кај Отецот Небесен. Ако не се случи тоа, доаѓа уништување, нова земја, нов циклус, нова земја, ново небо, повторен циклус и така натаму. Зашто мојот Бог, Таткото мој на небесата, слава ти Господе, слава ти Татко мој, те сакам Исусе Христе, долго трпелив и чека сите да се покајат. Ако ги имате спор за работи од овој свет, за суди, земете ги оние кои од црквата се сметаат за беззначајни. За ваш срам велам, зарем меѓу вас нема мудар кој може да расуди меѓу браќата своји? Зборува за судење од црква кои кога двајца од црквата се тужат. Туку брат со братот се суди и тоа пред многу неверници, тогаш вие давате пример, ќе речете, ете ги христијани се тужат, они не може да се сакаат меѓу себе, а првата Божја заповед е љуби го својот ближен. Љуби го својот ближен како самиот себе си. Се љубиш ли себе си? Никој не може ни себе си да се љубат.
Не си го сакаат ни телото, ни душата, затоа што сатаната ја вметнува мисли, вие ништо немате, вие сте само посадка, сад, во кој доаѓаат мислите од две страни, може да добиете мисли. Едната е од Бог, ако го читате Светото Писмо и живеете во ова живо слово, ќе оживее, ќе се оделотвори во вас. Другата е од сатаната, кој ти вели укради, уби, овој те мрази, он не види како те погледа, они се лоши, гледа направи вака, направи така. И вие мислите дека се тоа ваши. Кога ќе се поистоветите со нив, ве превзема комплетно сатаната, овде се случува борба за души. Значи, брат со братот се суди, и тоа пред неверници. Многу срамно е веќе тоа и за вас што имате спорови меѓу себе. Зашто? Зошто? Пазете. Зошто поскоро не трпите неправда? Зошто поскоро не трпите неправда наместо да се судите? Но вие сами навредувате и нанесувате неправда и ограбувате, и тоа браќата своји. И кај во Јаков го има тоа. Не добивате, оти не молите, оти ви искушуваат вашите похоти, се тужите, се мразите меѓу себе, а тоа сте во кругот на сатаната. Зошто поскоро не ја претрпите штета? Тоа се однесува и на тебе, кога некој те навредува, те суди. Долго трпеливост. Зошто поскоро не ја претрпите штетата, наместо да се судите? Голем принцип како треба да се чекори во Христос. Господ нема да те остави. Значи, кој е во мене, не се уморува, не гладува, постојано действува. Тоа е христијанин. Не се уморува, не гладува, постојано действува. Ветувањето со овие ни едно оружје направено против тебе, против мене, нема да има сила, и ни еден јазик кој би се кренал против мене на суд, ти ќе го одбиеш. Господ, тоа е ветување за оние кои веруваат. Или не знаете дека неправдите, неправедните, неправеден, нема да го наследат Царството Божјо. Не лажете се ни блудниците, блудник во секоја сфера. Го знаеш дека тоа е лошо, го правиш. Идолопоклоник, само себофалење, самофалци, ракоблудници, прелюбници, мажеложници, измешани сексуални односи, ниту кратците, ни користолюбците, пијаници, хулници, разбойници. Никој нема да го наследи Царството Божјо. Вие не верувате во тоа, но ќе дојде ден, кога повторно ќе треба да минате јадници години, да дојдете во состојба да можете свесно да го изберете Исус. А такви беа и некои од вас и од нас, но се измивте, се осветивте, се оправдате во името на нашиот Господ Исус Христос, преку Духот на нашиот Бог. Се измивте, се измивме, тоа е христијанин, да се измиеш, да се очистиш. Се освети, осветен си со Христос. И оправдан си како никогаш да не си грешил, со крвта Исусова, која е даден завет за секој. Бог го пушти својот син Исус Христос, во кој тој пребиваш, и ја пролеа својата крв. Нема потреба повеќе од курбани, дарови, жртви. Такви бевме и ние предходно, како овие што нема да влезат. И еве го тоа се ми е допуштено. Господ ти дава право на избор, но не е се полезно. Можеш да правиш што сакаш, но ништо не сакам да завладее над мене, да стане зависник од било што. Зависник од било што. Да сакаш викендица овде, што ни оставили родителите, слава му на Бога. Да ми стане поважно од Бог. Сето тоа е минливо. Храната е за стомакот и стомакот за храната. Но Бог и неа и него ќе ги уништи. Телото пак не е за блудство. Телото не ви е за блудство, а за Господ. За Господ, и Господ е за телото. Ова тело не е ваше, секако се враќа во земја, тоа го потребувате привремено. Тоа е друга отпадната природа, а Бог и Господа го воскресна и нас ке не воскресне со силата своја. Воскресно подразбира да го оставите телото и душата да оди на суд пред Бог. Зар не знаете дека телата ваши, зар не знаете дека телата ваши се делови на Христос? Ке ги земам ли деловите на Христос, да ги направам делови на блудница? Значи, Христос живее во вас, тој зборува за оние што го примиле Христос. Вашето тело е храм
Исус е црквата, пасторот на црквата. Тој е главата, ние сме органите. Тоа е црква, не е ѕид и камен. Црква не е тоа. Двајца собрани во мое име, тука сум и јас. Во мое име подразбира Исус, во име на љубовта. Зар не знаете дека телата ваши се делови на Христа? Ќе ги земам ли деловите на Христа и ти и ги направам делови на блудница? Никако. Или пак не знаете дека оној кој со блудница се соединува, станува едно тело со неа. Блудница не подразбира само маж, жена. Блудница подразбира и воена организација, континентална организација, која ја растура семејството, ви шири масонство. Тоа подразбира одредени организации кои се против Бог. Тоа е блудница. Или пак не знаете дека оној кој со блудница се соединува, станува едно тело, така да некога барате македонци да ве примат во некои блудни организации и упорно повторувате дека таму одите, тоа ќе ви се случи. На крајот ќе завршите во блудство, зашто кога слеп води слеп, обата ќе паднат во јама. Слеп значи човек што не го спознава Христос, да каже дека не треба да се соединува со блудница. А кој се соединува со Господ? Кој се соединува со Господ, еден дух е со него. И сега гледајте, Македонија и македонците се пишани тука. Не е случајно. Тоа е настан веднаш откако Антиох Епифан ги направил поголем број злосторствата врз еврејскиот народ, го гребил храмовите, силувал, убивал, им забранувал да се нарекуваат евреи, им ги горел светите книги. Им сипувал масло во устите, тие ги терал да се поклонуваат на пагански богови. Веднаш го праќа Господ апостолот Павле во Македонија. Значи, вие сте избран сад за да се шири светот Евангелие. Кога ќе почне да се шири светот Евангелие во Македонија, Македонија ќе добие Божјата сила. Кој се соединува со Господ, ќе се соедините со Господ, ќе бидете еден дух со него. И нема да се соединувате со разни организации, блудници кои ве тераат да промените име, знаме, ве тераат да го промените полот, верата. На крајот ќе ве тераат да си пишете името на зверот на раката, за да можете да купувате и да продавате. Последни времења се. Бегајте од блудство, бегајте од блудство. Секој грев што го прави човекот е надвор од телото, а блудникот греши против своето тело. Подразбери преку во своето тело, ова што го имате сега, што не е ваше, и во телото на црквата, бидејќи вие сте делови од Христовото тело. Тоа подразбира блудник. Македонци мои, или не знаете дека вашето тело, не знаете ли дека вашето тело е храм на Светиот Дух? Вие сте храм. Исус им вели, овој храм за 3 дена ќе го обновам. Ти мислеа за храмот во Ерусалим, по 3 дена тој воскресна. Кој живее во вас, храм на Светиот Дух е вашето тело, кој живее во вас и ни е даден од Бога. Даден ни од Бога и ова тело. И не припаѓаме само на себе, припаѓаме на Бог. Кога ти припаѓаш на Бог, чекориш со Бог. Божјата љубов и Божјата сила е во тебе. И ти си должен да ја зборуваш вистината, зашто Исус вели, јас сум патот, вистината и животот, да изрекуваш живот, кој сака да го избере Исус, да избере живот. Или не знаете дека вашето тело е храм на Светиот Дух, кој живее во вас, кој живее во вас, Бог, самиот Бог. И ни е даден од Бога, и дека не припаѓаме само на себе, зашто скапо сте платени, браќа и сестри. Бог го даде својот единороден син, Исус слезе, стана тело, стана син човечки, спуштен ангел, се овоплоти, ги зема сите гревови од вас, толку е љуби и ви вели, дојдете при мене сите изморени и обременети и јас ќе ве успокојам. Тој е единствен Бог, Синот на Бог, Бог кој живее, Бог со сета негова полнота, како што пишува тука. Затоа, зашто скапо сте платени, затоа прославете го Бога во своите тела
i osvojite duši koji se Božji. Вашите тела и вашите души се Божји и зборовите се од Бог што ги зборувате. И во умот кога размислувате блудни работи, нељубов е блудство, изневера на Бог е блудство, да влегуваш во сатански организации е блудство, да го носиш народот, да го продаваш за 30 евреници, да менуваш име на народ што го запишал Бог е блудство. Не е важно, горе на небесата нема ни македонци, ни болгарци, ни срби, ни арнаути, ни гркли, гркуљаци, нема ништо таму. Едно тело станувате со Бог. Но суштински, кога ве избрал Бог да бидете избран сад и да го ширите светот Евангелие, кај евреите дојде Бог и тие не го познаа, дојде кај своите. Потоа Бог донесе, рече, ке изберам народ, меѓу незнабожците кои ќе го прослави моето име. И потоа дојде апостолот Павле, го сонуваше македонецот. И еве сме сега, 2000 години битка, поделби, погроми, раздори, живење без Бог и се уште живење без љубов, живење во блудство и се уште лекцијата не е научена, дека словото е од Бог, дека телото е од Бог, дека името на Македонија е од Бог, дека самиот живот ви го дал Господ Исус Христос е патот и треба да го изберете и да го повикате, да не ви водат слепи да паднете во јама духовно слепи. Туку треба за се да се надеваме на Бог. Војната не е наша, туку е Божја. Слава ти, Татко Небесен, што и денеска ми ги отвори овие слова, нека ги допрат сите оние кои се отворени за Твојата љубов, зашто пишано е, Господ знае кои луѓе се негови. Облечи не во Твојата љубов, направи огнен штит околу нас за Твоја слава. Ти благодарам што железото и обувките, железото и бакарот ни се обувките, дека со секој ден се зголемува нашата сила. И ни кажуваш кон непријателот, не држиш во Твоите јаки мишки и истребувај и го сотираме сатаната во Твое име, Господи Исусе Христе. Покорете се на Господа и спротивставете се на ѓаволот и тој ќе побегне од вас, како што вели во посланието на апостол Јаков. Покорни сме ти, Господи, му кажуваме на сатаната, надвор од нас, сатано, од моето тело и душа, од моето семејство, моите родители, роднини, пријатели, од мојата земја, надвор во името на Исус, крвта Исусова е свето положувам. Секаде каде што се движам врз моето тело, врз мојот имот, мојата земја, моите родители, роднини, пријатели, мојата сопруга, врз сите што ќе го повикаат Твоето име. И Македонио, имаш право на избор, да избереш блудство, или да избереш да бидеш дел од телото Христово, како што и самиот Бог те запишал овде и ти дал задача. Во едно пророштво ми се кажа, никој не може да ви го одземе тоа што сум ви го дал. Тоа се однесува на Македонија, на незиното име, на делот во телото Христово кој е даден. Но само ако живеете со Исуса Христа, ако чекорите со Бог. Да чекориш со Бог подразбира да живееш со живите слова, да се храниш и да чекориш по патот на љубовта. Или лама савахтами, татко мој, зошто ме остави? Или лама савахтами, татко мој, зошто ме остави? Мир вам до Божјо Царство Небесно. Амин. Блажени се бедните по дух, зашто нивно е Царството Небесно. Блажени се оние што плачат,
zašto tije ke se uzdržat. Blaženi se milostivite, zašto tije se pomiluvani. Blaženi se čistite po srce, zašto tije ke go vidadu. Zašto tije sinovi Božji se, blaženi ste koga kebe gonat i progonat zaradi mene. Blaženi se krotite bodu, tije keja nasledat zemljata. Blaženi se gladnite za pravda, zašto tije ke se nasita.